Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината и поважни вести од Македонија. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Австралија, Пеце Вртковски. А сега да ги проследиме и соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Четврток, 29 мај е празникот Вознесение Христово, празникот Спасов ден. Службата од 9 сатот сабајлето. Како што знаете, сите се одржува ручек во нашиот македонски културен центар секој вторник од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30, после тоа се дава ручеко. Сите заинтересирани за овој ручек во вторник, јавете се кај Сузи Лајмановска на 0431 11 7602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Школо и игрална група овде во нашиот македонски културен центар во Ньюкастел. Придружете се на часови по македонски народни игри и танцови. Да ги откриете енергичните ритми и традиции на македонската култура преку овој танц. Дојдете секоја среда од 5 сатот попладне во нашиот македонски културен центар на 14 School Street, Бротмедо, за да научите традиционални македонски ора во забавна и пријатна атмосфера. Еве зошто треба да се придружите. Прво, поврзете се повторно со нашата македонска култура. Воздигнете го богатството и наследството на Македонија и потоа пренесете го на идните генерации. Второ, запознајте нови пријатели, изградете нови и трајни пријателства со наши луѓе со заеднички интереси. Трето, останете активни и здрави, танцувањето е одличен начин да останете фит, додека се забавувате со пријатели од македонската заедница и пошироко. Четврто, научите нови ора и начин за како да се приклучите во свадби, прослави и гранки во македонската заедница преку ора и танцови. За сето ова не е потребно искуство. Сите возрасти, вклучувајќи ги најмладите деца, млади и возрастни, сите сте добро дојдени. Ве очекуваме сите заинтересирани секоја среда од 5 сатот попладне во нашиот македонски културен центар во Ньюкастел. За повеќе информации обратете се на Facebook страницата на македонската заедница Ньюкастел. Сите заинтересирани да бидат членови во нашето македонско пензионерско друштво Гоце Делчев од Ньюкастел може да се плата својата чланарина за оваа година по цена од $10 по лице. Исто така, чланарината може да се платите за македонската заедница при
Македонскиот културен центар овде во Њукастел по $15 по лице. А сега нешто да проследиме за празникот Спасов ден. Празникот на Христовото вознесение, Спасов ден, спаѓа во најголемите христијански празници, се празнува 40 дена по Велиѓен и секогаш е во четврток. 40 дена по воскресувањето Исус им јавувал на своите ученици и ги подготвувал за нивната идна активност. Во овој период луѓето се уште се поздравуваат со христијанскиот поздрав Христос воскрсе, Христос воскрсна. И си поздравуваат со вистину воскрсе, на вистина воскрсна. Празникот Вознесение Христово се празнува во спомен на вознесувањето на Исус Христос на небото. 40-тиот ден по воскресението Исус за последен пат им се јавил на своите ученици, ги собрал на едно место во селото Витанија. Биле 11 бидејќи Јуда по предавството се обесил и им соопштил дека се уште не треба да идат од Ерусалим, зашто наскоро врз нив ќе слезе Светиот Дух и ќе ги исполни со сила. Со таа сила вие ќе крштевате, како што Свети Јован крштеваше со вода, им рекол тогаш Исус. Потоа се поддигнал и облак го кренал на небото и тој застанал до Богот Отец. На местото пак, каде што стоел, останала длабнината од неговите стапала. Местото од кое Исус се вознесол на небото веднаш станало култно место. Светото предание запамтило дека на тоа место долго се познавале отисоците од неговите стапала, а царицата Елена, мајката на царот Свети Константин, наредила тука да се изгради голема и убава црква, која што подоцна била урната од сарацените. Во спомен на овој настан, Светата христијанска црква го востановила празникот Вознесение Христово или Вознесение Господово, кое што се вика и Спасов ден. Затоа се празнува денот на Спасителот на светот Исус Христос. Иако е востановен уште во апостолски времења, празникот на Вознесението не се празнувал одделно на 40-тиот ден по Велиѓен, туку во 50-ницата биле слеани повеќе спомени и тука бил спомен и овој стопен. Дури во крајот на 40 дена, кога им заборавил на Царството Божјо, тој му зборувал на Царството Божјо и собирајќи ги, он им заповедал: не оддалечувајте се од Ерусалим, туку чекајте го ветувањето од Отецот, за кое сте слушнале од мене. Зошто Јован крштеваше со вода, а вие не по многу дни од денес ќе бидете крстени со Светиот Дух. Со ова Исус го најавил слегувањето на Светиот Дух врз апостолите, иако и она што подоцна ќе се случи и во кое тие ќе бидат активни учесници, но ќе примети сила која врз вас ќе слезе Светиот Дух и ќе ми бидете сведоци во Ерусалим и во цела Јудеја и Самарија и дури до крајот на земјата. И штом го рече тоа, додека тие го гледа, он се подигна и облак го подзеде од пред очите нивни и додека гледа кон небото, како се вознесуваше, тој одеднаш пред нив застана двајца мажи во бела облека и рекоа: луѓе галилејци, што стоите и гледате кон небото? Овој Исус, кој од вас се вознесе на небото, ќе дојде пак по истиот начин како што го видовте да дојде на небото. Овој настан се споменува и во евангелиските текстови, поточно во Евангелијата на Марко и на Лука, а по разговорот со нив Господ се вознесе на небо и седна од десната страна на Бога. Тие пак отидоа и проповедаа на секаде, и Господ го подкрепуваше словото нивно со чудеса што се јавува. Амин. Марко, овој настан се споменува и во Евангелието според Лука и ги изведе надвор од Витанија, па кога ги подигна рацете, ги благослови и кога ги благословеше, се оддели од нив и се вознесе на небото. Тие му се поклонија и се вратија во Ерусалим со голема радост. Исто тие беа постојано во храмот, каде што го прославува и благословува Бога. Така пред овие сведоштва Исус се вознесол на небото,
а неговите ученици се вратиле во Ерусалим, каде што го прославувале и благословувале во храмовите. Да проследиме нешто и од вестите. Мицковски најавува и нов клинички центар од договорот со Обединетото кралство. Не месеци, години, туку недели се во прашања од почетокот на реализацијата на 5 објекти во здравството кои се планира во првата фаза од договорот со Обединетото кралство на 6 милиарди евра, а кој ќе се потпише утре во Лондон, рече премиерот Мицковски и најави и изградба на нов клинички центар во Скопје во следната фаза. Клиничкиот центар во Штип, медицинскиот факултет, студентскиот дом, болницата во Кичево, здравствениот дом и реконструкција на клиничката болница Тетово. Не месеци и години, туку недели се во прашање од почетокот на нивната реализација, изјави Христијан Мицковски премиерот. Во меѓувреме ќе се реновираат амбулантите, лабораториите и специјалистичките кабинети на клиниката на гинекологија и акушерство. Реконструкцијата чини 29 милиони динари и треба да се заврши до крајот на 25-та година. Со реализација на овој проект, јас мислам дека пациентите ќе добијат поквалитетна здравствена заштита, ќе се намалат листите на чекање и ќе бидат подостапни специјалистичките и субјективистичките прегледи. Од друга страна, представува еден сериозен поддршка на здравствените работници кои што ќе видиме дека може да работат во современи услови и во јавното здравство, изјави професорот доктор Ирена Алексовска Папестиев. Ца
Se noćice teški, prazno je sve bez tebe. Zamila sam bez pozdrav, no ponese delo od mene. Zamila sam bez pozdrav, no ponese delo od mene. A ja zostanam tebe da te čekam, da se nadevam i za tebe stradam. Što mi ostavi ljubav ta naša, samo slika i spomenut što boli. A ja zostanam tebe da te čekam, da se nadevam i za tebe stradam. Što mi ostavi ljubav ta naša, samo slika i spomenut što boli. Si pak da te vidam, može bi Bog da te sobram. Toliko si daleko mila, daleko sada te dobram. Toliko si daleko mila, daleko sada te dobram. A ja zostanam tebe da te čekam, da se nadevam i za tebe stradam. Što mi ostavi ljubav ta naša, samo slika i spomenut što boli. A ja zostanam tebe da te čekam, da se nadevam i za tebe stradam. Što mi ostavi ljubav ta naša, samo slika i spomenut što boli. Zostanam tebe da te čekam, da se nadevam i za tebe stradam. Što mi ostavi ljubav ta naša, samo slika i spomenut što boli. A ja zostanam tebe da te čekam, da se nadevam i za tebe stradam. Što mi ostavi ljubav ta naša, samo slika i spomenut što boli.
задушава. Веднаш знаев дека ти си маре, лек задушава. Мори маре, што ми стори, мори маре, душава ме боли. Од тие очи не спијам маре, очи зелени. Мори маре, што ми стори, мори маре, душава ме боли. Од тие очи не спијам маре, очи зелени. Ке те земам, маре моли, лична, најлична. Ке те земам ти да бидеш маре, моја до века. Ке те земам ти да бидеш маре, моја до века. Мори маре, што ми стори, мори маре, душава ме боли. Од тие очи не спијам маре, очи зелени. Мори маре, што ми стори, мори маре, душава ме боли. Од тие очи не спијам маре, очи зелени. Mori mare, што ми стори, мори маре, душава ме боли. Од тие очи не спијам маре, очи зелени. Мори маре, што ми стори, мори маре, душава ме боли. Од тие очи не спијам маре, очи зелени. Од тие очи не спијам маре, очи зелени. Јаболки. Танка снага имаш, коланче си немаш, коланче си немаш, нема кој да купи. Елено, вино црвено, елено, две црвени јаболки. Елено, вино црвено, елено, две црвени јаболки. Бели раце имаш, бурма си немаш, бурма си немаш, нема кој да купи. Елено, вино црвено, елено, две црвени јаболки. Елено, вино црвено, елено, две црвени јаболки. Дојди ти за мене, бурма ке ти купам, бурма ке ти купам, на рака да носиш.
za tebe mome ubavo, za tebe čuvam altani i biseri, za tebe čuvam altani i biseri. Hajdate mome kandizan, dvajca kada se zemime, svadba da si napravi.
da vida. Да проследиме нешто и од вестите од Македонија. Македонија домаќин на 2200 војници од НАТО вежбата. Брз договор за ова година 2025. Армии на 7 НАТО членки и 2 партнерски земји ќе бидат дел од вежбата Immediate Response 2025. На полигонот Кривалок 2200 војници ќе бидат демонстрира борбена подготвеност за изведување на копнени борбени дејствија и бојани гаѓања. Како домаќин, Македонија ќе има најголем број на вклучени војници или вкупно 950, а тоа ќе биде потврда дека земјата е значаен сојузник на НАТО. Првиот човек на генералштабот, генерал мајор Сашко Лавчиски, на брифинг со новинарите порача дека вежбата ќе биде првиот тест за капацитетот на лесната пешадиска бригада, од која дел ќе биде испратена во Германија за тестирање на националните можности. Од 25 мај до 9 јуни единиците ќе изведуваат операции во кои ќе бидат вклучени грчките тенкови Леопард, борбените хеликоптери Апачи, минофрлачи 1200 мм, транспортен хеликоптер 8x17 и оклопни возило-транспортни медицински хеликоптери Black Hawk и инженерски возила Husky. Ова мултинационална вежба е дел од големиот серијал на вежби Defend 2025, кои се реализира на годишно ниво предводени од армијата на Америка за Европа. Во рамки на вежбата, односно пред официјалниот почеток на 23, 24 и 25 мај, воените оркестри на армијата на Северна Македонија и Америка ќе одржат концерти во Штип, Битола и Скопје, а отворен ден за граѓаните со приказ на опрема од вежбата ќе се одржи на 1 јуни во Кавадарци. Денот за високи гости ќе се одржи на 2 јуни, кога ќе се реализира вежбата Засилен пешадиски батальон во напад. Да видиме што кажува Силјановска Давкова. Таа го достави овој предлог. Трајко Савески да биде еменуван за гувернер на Народната банка. Би сакале да потенцираме дека изборот беше тежок, со оглед на докажаниот квалитет на сите кандидати, велат од кабинетот. Председателката Гордана Силјановска Давкова до собранието го достави предлог професорот доктор Трајко Славевски да биде именуван за гувернер на Народната банка. При донесувањето на одлуката, председателката се водеше од стручноста и компетентноста, дигнитетот и интегритетот, како и реалната можност за именување на кандидатот. Би сакале да потенцираме дека изборот беше тежок, со оглед на докажаниот квалитет на сите кандидати, велат од овој кабинет. Славевски, кој е актуелен преседавач на Советот на град Скопје, е универзитетски професор на Економскиот факултет во Скопје и поранешен министер за финанси. А сега Мицковски. Тој вели за стратешкиот договор. Нема да носиме никаков шверцерски закон за парламентот. Нема никаков закон во парламентот на шверцерски начин да носиме. Немаме намера да скриеме ниту милиметар информација која што им е потребна на граѓаните. Вака одговори денеска на новинарско прашање премиерот на Република Македонија Христијан Мицковски во однос на договорот за стратешко партнерство со Обединетото кралство. Тој рече пак, нема никаков закон во парламентот на шверцерски начин да носиме. Немаме намера да скриеме ниту 1 милиметар информација која му е потребна на граѓаните. Тој тоа го рече на новинарско прашање премиерот Христијан Мицковски во однос на договорот со стратешко партнерство со Обединетото кралство.
Ние немаме никаков закон во парламент на шведски начин да носиме со злоупотреба на европско знаме, како што тие правеа. Нема да класифицираме документи, напротив ќе и биде јасно на македонската јавност што ќе подпишеме, под кои услови, кои се цените по кои што ќе се гради и кои се компаниите кои што сето тоа ќе го градат. Немаме намера да криеме ниту милиметар информација, која што му е потребна на граѓаните. Децидент е премиерот. Во однос на обвинувањата на опозицијата, Мицкоски рече дека тие имале можност во претходните 7 години да покажат перформанси, но биле инфериорни кон оние кои се играле фудбал и баскет со своите кабинети. Гледа дека Македонија се гради, дека повторно се задвижува економијата. За жал тие како политичка структура 7 години има можност да покажат перформанси, тие беа инфериорни на оние кои што игра фудбалчиња и баскет во кабинетите, наместо да работат и да можат да ги разберат. И да можам да ги разберам, не можам да ги оправдам, рече Мицковски. Мицковски, меѓу другото, уште еднаш потенцираше дека македонската јавност ќе има увид и дека нема да имала европски знамина, како и класифицирани информации. Ниту е мој карактер, ниту имам намера нешто да криjem од македонските граѓани, туку секогаш подготвен да излезам да се соочам и апсолутно сето она кое што е јас лично го работам и моите соработници е во интерес на македонските граѓани. Македонската јавност ќе има на увид секој цент кој што ќе биде потрошен ќе го има на увид. Нема да има европски знамина и нема да има класифицирани под строго доверливи документи, потенцираше премиерот Мицковски. Нешто и од спортот. Познати полуфиналните двојки во ракометниот куп на Македонија. Вчера во просторите на Ракометната федерација на Македонија беше извршена ждрепката за полуфиналето во Купот на Македонија. Во првото полуфинале од 17 сатот ќе биде меѓу бранителот на Пехарот Алкалоид и Вардар 1961. Во втората полуфинална битка ќе се соочат Јурофам Пелистер и домаќинот Охрид. Фајналот турнирот кај мажите се игра во салата Билјанини извори во Охрид на 31 мај и 1 јуни. Бобан Илиевски во одбрана на титулата светски првак во Вако Про. Бобан Илиевски викендот на 24 мај во Женева, Франција, ја брани титулата светски шампион во 88 килограми кај еден во Вако Про против Кадри Мурсели од Франција. Уште една соопштението од свештеникот Пецо Петровски. Четврток, 29 мај, е празникот Вознесение Христово, празникот Спасов ден. Службата од 9 сатот со бајлето. Како што знаете, се одржува ручек во нашиот македонски културен центар секој вторник од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30, после тоа се дава ручекот. Сите заинтересирани, јавете се кај Сузи Лајмановска на 0431 117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. На денешен ден е кодифициран стандардниот современ литературен македонски јазик или македонскиот јазик. Најстарата запишана македонска љубовна поезија потекнува од Костурско, Беломорска Македонија, напишана на костурски дијалект, напишана е во 16 век во речник кој е составен во Костурско, а денес се чува во Витиканската библиотека. Дали намерно или случајно? Ама не знам зошто сите велат дека на денешен ден е кодифициран јазикот наш македонски. Предпоставувам, мислам на современиот, стандарден, литературен македонски јазик и на писмото, кои на денешен ден пред 80 години се кодифицирани и стандардизирани. Писмото, поточно, кирилската македонска азбука, јазикот си постојал и претходно, на кој јазикот пишувале Пулевски и Крсте Мисирков и еден куп пред и по нив. Абецедарот во Грција објавил дека 20 години пред стандардизирањето на писмото на кој јазик бил, секако на македонско, но се пишува со латински букви.
Еден куп луѓе пишувале на македонски со грчки букви. Кое писмо го знаел, тоа го користел на мислите. Думите му биле македонски. Еве, турците пред реформите на Ататурк, кога презеле латинското писмо, користеле некаква арапска форма на јазикот, османски, турски. Империја имале со векови. Дали тоа значи дека и тие не постоеле и се измислени? И на крајот, тоа беше крај на вечерашната македонска програма. И на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle and Hanta. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday same time. Good night.